Борисовски, знаете, почитувам премиера, како викаат нашите мудреци, немој да му правиш нешто на оној што не сакаш да ти се врати со иста мера. Знаете како векавте? И вие ќе зборувате за неовластени снимени работи кои што се земаат како биле неосновани и така натаму, а вие говоревте за лепење, сечење, монтирање и така натаму, и заради тоа невини жртви се жртви во случајов. Но знаете, судбина се враќа, токму на лепено, монтирано, сечено, така на тој начин и господинот Рашковски кажа, лепеле, монтирали и така натаму. Не може, почитуван господине Зоран Заев, да владеете 3 години на начин на кој што владеете, со јарем околу народот, да го стегате за да можете вие така слободно да пливате во водите на криминалот. Не може вие да го амнестирате господинот Рашковски за нешто кој што целата јавност го слушна. И само кај нас имаме вакви изместени вредности во сферата на правото. Додека јавното обвинителство кој што требаше да се занимава со овој случај, го гледаме нигде го нема, се мачи антикорупцијска, прибира некои материјали, ама тоа е се со цел само за да се одолговлечи процесот. И наместо одговорните да ги гонат тие кои што направиле криминал, тие ги гонат оние кои што го откриваат криминалот. Такви ние изместени вредности имаме во нашата држава. Заради тоа вие сакате да го оставите господинот Рашковски, кој што ви оди по вашиот терк, направи она, а ние ќе сечиме, ќе монтираме, ќе лепиме и ќе додаваме. Не е во ред, почитуван господине премиер, да некој кој што го обзнанува криминалот, како што се новинарите Љупчо Златев, кој што вчера беше повикан во полициска станица на распит заради објава на снимката, или долгогодишниот новинар Горан Момировски, затоа што го објавил првото продолжение од снимката, и вие тука да ни кажувате за транспарентност и дека ќе донесете, како викавте, план против лагите и дезинформациите. Јас ова би го нарекла план обратно, за заскривање на криминалот, корупцијата, за да можете без информации, реков, така успешно да пловите по водите на криминалот. Разговаравте ли денес со господинот Хан на овие прашања? Вака ли европските принципи се практикуваат за слобода на новинарството и за слободната реч овдека во Европа, на истиот начин и овдека во Република Македонија? Му ја кажавте ли реалната ситуација или повторно релативизиравте за да може да прогледа низ прсти? Се обзнанува, почитуван премиере, се на овај век. Дали покасно или побрзо, ама се овдека. Зато не е во ред. Го амнестиравте човекот кој што прави бизнис делка од 7 милиони евра и вие кажувате дека тоа не е ништо. Било лепено и монтирано. Судбина е ова.